Несовесни граѓани во потрага по профит и понатаму продолжуваат со вадењето на металните капаци и решетки низ повеќе улици во градот. Ноќеска, мета на кратците на Старо железо бил металниот капак од шахтата кај спомен домот Аснов. Ништо необично би рекле граѓаните кои секојдневно се соочуваат со ваквата слика. Но иронијата да биде поголема, метални решетки се крадат среде бел ден пред очите на јавноста. Не помагаат ниту реакциите на граѓаните, ниту пак пријавите кај надлежните органи. Народот вели, се тргнало на растур. Сиромаштијата си го прави своето. Нашата камера денеска на влезот кај спортско-рекреативниот центар Бавчалук регистрираше несекојдневна појава. Несовесни граѓани отишле дотаму што од информативната табла пред дрвениот мост ја откорнале таблата на која беше испишана благодарноста за заедничкиот проект на бугарската амбасада во Македонија и општината Кочани. Проект со кој беше ревитализиран рекреативниот центар Бавчалук. Реагираат и самите граѓани. Не баш човечство тоа да го откорнуваме тоа што е напишано. Сепак некој го напишал со цел да го чуваме, да го почитуваме и така натаму да се понесуваме човечки. Но и тоа има од нас поготово младата генерација некои неразборници. По тоа го рушат. Да, тоа не е добро. Нашата постарата генерација го тоа чуваме, негуваме го. Од кратците на Старо железо не куртулија ниту старите, ниту пак новите сообраќајни знаци во општината и регионот. Се крадат и делови од металната конструкција на автобуските постојки, а за пластичните платна и да не зборуваме. Нив одамна ги нема. Забраната на владата за откуп на Старо железо од страна на откупните пунктови во државата ја намали кражбата на Старо железо и предмети од железо и бакар. Но кратците го складираат материјалот што ќе го најдат и очекуваат да се симне забраната од владата за откуп на Старо железо, па да можат собраниот материјал да го продадат и да заработат